остри препораки на Меѓународниот монетарен фонд во последниот извештај за напредокот на македонската економија. Монетарците на новата влада и предлагаат да зголеми старосната граница за пензионирање и повисоко оданочување на имотот и на горивата. Сметаат дека покачувањето на пензиите треба да биде само врз основа на реалните трошоци за живот и предлагаат намалување на тековните трошоци преку намалување на субвенциите. Во извештајот се нотира дека наплатата на ДДВ е влошена и останува значително пониска споредено со останатите земји во регионот. Министерот за финансии Драган Тевдовски пак вели дека владата апсолутно не размислува за зголемување на возраста на пензионирање. За извештајот на ММФ вели дека ги виделе препораките, но владата ќе се држи до програмата за работа и во тие рамки ќе се движи и понатаму. Апсолутно не размислуваме на зголемување на возраста на пензионирање. Видовте дека минималната плата помина, но од друга страна ние ќе направиме се за да ја зголемиме ефикасноста во јавните трошења, бидејќи една од главните препораки е да се зголеми ефикасноста. На забелешката на монетарците дека ефикасноста на наплатата на ДДВ е влошена, Тевдовски вели дека потфрлувањето на приходите се однесува на првите 6 месеци. Доброто е што исто ако ги погледнете истите табели ќе видите дека во месеците пред се јули, август има подобрување на наплатата на ДДВ, но најбитно е, и тоа со нив го разговаравме, дека ние сме сигурни дека тоа што е проектирано како буџетски дефицит и покрај реализацијата и на приходите и на расходите ќе биде остварено. Министерот истакна дека Македонија во моментов нема потреба од стендбај аранжман со фондот, а договорено е продлабочување на соработката пред се на техничко ниво преку технички мисии. Во последниот извештај ММФ ја намали проекцијата за раст на македонската економија до крајот на годината на 1,9%, наспроти Министерството за финансии кое предвидува раст од 2,2%. Според нив, тоа се должи на продолжената политичка несигурност. Сепак мисијата вели дека среднорочната перспектива е поволна во зависност од континуираната политичка стабилност и силната надворешна побарувачка и се очекува реалниот раст на БДП одново да се врати на повисоко ниво во 2018 година и постепено да се зголеми на 3,75% на среден рок.